35 години по одржувањето на првото плуралистичко собрание, се сеќаваме на моментот на надеж и визија, кога се создаваше новата македонска држава, историски момент што означи почеток на новата ера во македонската државност и демократија. На 8 јануари 1991 година во Скопје се одржа конститутивната седница на првото плуралистичко собрание на Република Македонија, ден кога се отвори портата на македонскиот парламентаризам и изградбата на една самостојна, суверена и независна држава. Инаку првите повеќепартиски избори се одржаа на 11 ноември 1990 година. Во првиот изборен круг учествуваа 18 политички партии, една општествено-политичка организација и 43 независни кандидати, или вкупно 1158 кандидати. Се избраа 120 пратеници во 120 избирачки единици. На изборите беа евидентирани вкупно 1.339.021 избирачи со право на глас. Во првиот изборен круг гласаа 1.135.728 гласачи, односно 84,82% од вкупниот број гласачи запишани во избирачкиот список. По завршување на првиот изборен круг, изборите завршија во 24 изборни единици, додека пак вториот изборен круг се одржа на 25 ноември 1990 година и гласањето продолжи во останатите 96 изборни единици со излезност од 76,75%. По завршување на изборите, пратенички места добија 8 политички партии и 3 независни пратеници. ВМРО ДПМН имаше 38 пратеници, Сојузот на комунистите на Македонија 31 пратеник, Партија за демократска преобразба 17 пратеници, Сојузот на реформските сили на Македонија 11 пратеници, Сојуз на реформските сили на Македонија, Млада демократска прогресивна странка 6 пратеници, Партија за демократски просперитет, Народна демократска партија 6 пратеници, Социјалистичка партија на Македонија 4 пратеници, независни кандидати 3 пратеници, Странка на југословените во Социјалистичка република Македонија 2 пратеници, Народна демократска партија 1 пратеник, Социјалистичка партија на Македонија, Партија за целосна еманципација на ромите во Македонија 1 пратеник и Социјалистички сојуз на Македонија 1 пратеник. Во првиот повеќепартиски парламентарен состав беа избрани жени пратенички од 3 политички партии. Од ВМРО ДПМН, Доста Димовска, Радка Димитрова и Билјана Лазаревска, од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Славјанка Стојанова и од Сојузот на реформските сили на Македонија, Ѓулистана Јумеровска. На конститутивната седница беа избрани председателот и членовите на Комисијата за уставни прашања на Собранието на Социјалистичка република Македонија, која беше составена од 29 члена. На конститутивната седница на 8 јануари 1991 година пратениците донесоа привремен деловник на Собранието. Со овој акт се воспоставија правила за конституирање на Собранието, за свикување и водење на седниците и за верификација на мандатите на пратениците. Посебно значење доби верификационата комисија задолжена да ја потврди законитоста на изборниот процес. Овој документ ја уреди и постапката за избор на највисоките државни и собраниски функции, при што председателот на републиката се избираше во Собранието со двотретинско мнозинство и тајно гласање. Согласно со привремениот деловник на Социјалистичка република Македонија, конститутивната седница ја отвори најстариот пратеник Никола Стојановски од Тито Велес, по професија лекар. Остана праксата од претходното работење на Собранието, конститутивната седница да ја започне најстариот пратеник, како што беше и на првото заседание на АСНО.
На почетокот на седницата постоеше различно мислење за тоа која химна прво да го одбележи почетокот на седницата, дали македонската или југословенската. На крајот на расправата се одлучи прво да се интонира македонската, а потоа југословенската химна. На првата конститутивна седница новоизбраните пратеници едногласно ја дадоа следнава заклетва. Изјавувам дека функцијата пратеник ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе се придржувам кон уставот и законите и ќе се борам за заштита на суверенитетот и интегритетот на Социјалистичка република Македонија и на Социјалистичка федеративна република Југославија. Во собраниската сала, во позадина на председавачите со седницата беа поставени неколку слики од поранешниот председател на Социјалистичка федеративна република Југославија, Јосип Броз Тито, и од македонските револуционери Гоце Делчев и Никола Карев. Веднаш потоа се верификуваа мандатите на пратениците и следеше изборот на председател на собранието. Јавно се гласаше и со најмногу гласови се избра пратеникот Стоја Андов, кој беше председател на Сојузот на реформските сили на Македонија. Тој раководеше со собранието до крајот на мандатниот период во 1994 година и во првите 2 години од наредниот и во периодот 2000-2002 година. Покрај избор на председател на собранието беа избрани и подпредседатели на собранието: Киро Поповски од Социјалистичка партија на Македонија, Тито Петковски од Сојузот на комунистите на Југославија, партија за демократска преобразба, Джеладин Мурати од партија за демократски просперитет на албанците и Драги Арсов од ВМРО ДПМН. Конститутивната седница течеше доста динамично, притоа се појавија неколку дилеми, како што беше испоменатото, прашањето која химна прво да се интонира, но и околу верификацијата на мандатите на пратениците и изборот на председател на собранието. Изборот на председател на собранието беше поврзано со преговорите на политичките партии околу поделбата на државните функции, покрај за председател на собранието, за председател на владата и за председател на државата. Веројатно поради недовршените преговори, пратениците на ВМРО ДПМН ја напуштија седницата за избор на председател на собранието, пошто потоа со 81 вкупен глас за и ниту еден воздржан и против, за прв председател на собранието е избран Стојан Андов. И изборот на првиот председател на државата се одвиваше во сличен амбиент на недовршени договори на политичките субјекти, така што овој избор се реализираше во вториот обид на 27 јануари 1991 година и за прв председател на Република Македонија беше избран Киро Глигоров. Од вкупно 119 присутни пратеници, со тајно гласање за гласаа 114, а 4 беа неважечки. Глигоров беше предложен од 22 пратеници од Сојузот на комунистите на Македонија, партија за демократска преобразба. Различните позиции околу поделбата на клучните државни функции подоцна се одразија и резултираа со избор на 20 март 1991 година на првата заедничка, така наречена експертска влада, предводена од премиерот Никола Клјусев, а за подпредседатели на владата беа избрани доктор Блаже Ристовски, Јован Андонов и доктор Бекир Жута. Првиот повеќепартиски состав одржа повеќе од 70 седници. Некои од нив траја маратонски, некои не беа завршени, а некои од предложените закони не дојдоа на дневен ред да се дебатираат и донесат. Новиот пратенички состав донесе неколку важни одлуки во новиот период на македонскиот парламентаризам. Декларацијата за независност на Македонија на 25 јануари 1991 година, одлуката за распишување на референдум на 6 август 1991 година, одржување на референдумот на 8 септември 1991 година, собранието на 17 септември 1991 година
ја донесе декларацијата за конституирање на Република Македонија како суверена и самостојна држава. Промена на атрибутот на Социјалистичка Република Македонија премина во Република Македонија на 7 јуни 1991 година. На 19 декември 1991 година Собранието ја усвои Декларацијата за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава. Донесување на првиот устав на Република Македонија и други важни закони на 17 ноември 1991 година. 35 години подоцна, првото плуралистичко собрание останува вечен символ на храброста, визијата и посветеноста на оние кои ја создаваа иднината на Република Македонија. Почетокот на работата на новото собрание на 8 јануари 1991 година не беше само конституирање на новиот законодавен дом. Тоа беше сцената каде се создаваше историјата, судбината на новата, независна, суверена и плуралистичка Македонија. Со создавање на новиот парламентарен систем, Македонија отвори нова страница во историјата на парламентаризмот во Република Македонија.